како предлагач. Господине Џафери, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, секој правен експеримент, секој правно лудило, секој правен занес завршува вака. Дозволете ми да ви кажам и она што овие денови се обидувате да го направите во правно лудило и правен занес, ќе заврши исто вака. Попатно, може би ќе загрозите уште нечија судбина на нечии деца и така натака, но секогаш кога државата не се држи до уставот, секогаш кога државата толерира, секогаш кога собранието носи неуставни закони, вклучително и јас, секогаш кога уставниот суд се прави дека не добил иницијатива, секогаш кога правните органи и државните органи, иако досега 100 пати беше укажано дека СЈО излегува надвор од своите дозволени уставни рамки, не реагираат, работите завршуваат вака и ќе завршуваат вака. Со многу поголеми последици, со многу потешки последици и со многу потежок начин да се санираат раните кои што остануваат и на онака кревкото ткиво на правниот систем во Република Македонија. Почитувани колеги, Комисијата за прашање на изборите и именувањата преку господинот Џафери го доби извештајот од Советот на јавни обвинители како надлежно тело, државно тело, да изготви извештај за работата на специјалниот јавен обвинител. Немам право на јавна сцена да зборувам за содржината на извештајот на Советот на специјални јавни обвинители, но можам да се повикам на изјава на тогашниот председател господин Штериев Коле, кој што и самиот во неколку своји изјави потенцираше дека Советот на јавни обвинители поведува иницијатива за разрешување на специјалниот јавен обвинител заради тоа што констатирале незаконско, нестручно и несовесно работење на специјалниот јавен обвинител. Врз основа на тој извештај, Комисијата за прашање на изборите и именувањата во многу брз рок, за разлика од собранието и од другите органи, се свика и донесе заклучок и предлог одлука за разрешување на јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Дозволете ми да ви го прочитам целиот предлог, односно целата предлог одлука. Собранието на Република Македонија му предлага на Советот на обвинители на Република Македонија да ја разреши Катица Јанева од функцијата јавен обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите поради незаконито, нестручно и несовесно вршење на функцијата. Ова е предлог одлуката која што комисијата едногласно со 13 гласа ја усвои и ја достави до господинот Џафери. Господинот Џафери по редослед, пракса и деловник, онака како што се применува во собрание повеќе од 2 децении, таа предлог одлука ја достави до пратениците, таа предлог одлука е поставена на парламент, е поставена на веб страната и таа предлог одлука е конкретниот материјал по кој што денеска разгледува, расправа и ќе одлучува собранието. Односно, собранието треба да ја потврди или отфрли предлог одлуката, предлог заклучокот, кој што Комисијата за прашање на избори и именување го оформи во пред 7-8 дена. Така било секогаш до сега, се надевам дека ќе биде така и сега, доколку не се случи тоа и доколку се изведат одредени правни акробации за да се спаси господјата Јанева од констатацијата дека работела незаконски, нестручно и несовесно, тоа ќе биде на грб и на сметка на луѓето кои што се задолжени да ги спроведуваат правните процедури во собранието, а за мене, како председател на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, ќе биде прв пат. Таа функција ја вршам веќе 2 години во овој мандат, но сум ја вршил таа функција и, ако не се лажам, 5 години предходно, 7 години. Никогаш досега не се случило да биде менувана одлука на Комисија за прашање на избори и именувања, таа или се прифаќа, или се одбива. Има и други пратеници кои што биле председатели на таа комисија се присутни тука, господинот Илиевски,
предходно господинот Велјановски пред да стане председател на собрание, има доста пратеници кои што членувале активно во таа комисија и ги познаваат тие факти. Затоа, дозволете ми господинот Џафери, господјо Иванова, присутни пратеници, да предупредам дека единствено нешто за кое што собранието може да гласа денеска е тоа. Ништо повеќе, ништо помалку. Понатак, за иронијата да биде поголема, утринава грчкиот дневен вестник Екатерини објави вест дека обвинителот на Врховниот суд на Грција започнува побара симнување на имунитет или некоја слична правна форма, не ме држете за збор, против досегашниот премиер на Грција Ципрас, заради сомнеш дека направил конспирација да се инкриминира тогашната опозиција во Грција, а во насока на притисок за прифаќање на договорот од Преспа, поврзано со случајот Ново Артис. Значи, во Грција обратно започнува постапка за испитување на активностите на тамошната влада во насока на свесно инкриминирање на политичката опозиција. Јас повторно нема да зборам многу, но можам да кажам дека најмалку 10 мои колеги од левата страна на оваа сала, погледнато од моја перспектива, или десната од ваша, почитувани представници на медиумите, најмалку 10, по име и по презиме, беа изложени на класични, директни уцени од страна на СЈО и останатите правосудни органи, за да влијаат на нивно одлучување во минатите 2 години. Затоа, денот денешен за нас е степен на мало поместување на работите и дозволување бар малку послободно граѓаните и нивните представници да зборуваат за реалната состојба во државата. За жал, ние имаме правно лудило во моментот. Имаме верификување на писма со 2 или 3 различни ракописи, со сомнителен подпис без печат, како правна основа за постапување на обвинителство, за кое што пред пола година разбравме дека е прислушкувано од Министерството за внатрешни работи, ама не разбравме ништо што било тоа прислушкување. Затоа, почитувани колеги, јас би замолил секогаш и во директната комуникација, надвор од овие формални текови, но и во онаа непосредна надвор од оваа сала, секогаш сум се обидувал да укажам дека секој правен експеримент може да донесе само штета на државата. Тоа што во моменти на Социјалдемократскиот сојуз и исклучиво на Социјалдемократскиот сојуз, на ниту еден друг субјект во државата, ни типа на државата, ни типа на граѓаните, и ми изгледаше интересно. А тоа беше СЈО да си имаат како играчка. Пола обвинители во СЈО за премиерот се обраќаа и изборуваа како шефе. Пола од вработените таму се по партиски списоци од општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз. Ние ги знаеме, посебно ние кои што доаѓаме од помали градови, знаеме кои се вработувани таму и по која линија се вработувани. Такви експерименти, колеги, на моменти ќе ви личат интересно, ќе ви личат забавно, ќе ви личат дека преку нив ќе ги контролирате ДУИ, па ќе им се заканувате на ДУИ со 10, 15, 20 предистраги кои што им ги чувате во фиок. Па тие ќе мора да молчат и ќе мора да прават одстапки за вие со 39 пратеници да ја контролирате целокупната политичка состојба. И нив ќе им дојде преку глава. Како што на овие тука им доаѓа преку глава. Најдете правен ред во државата, почитувајте го Уставот. За секогаш што ќе пронајде правосудните, за секогаш за кој што ќе најдат правосудните органи дека направил криминал, треба да одговара. Без разлика дали е СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДПА, БЕСА, Алијанса, Алтернатива, зависен, независен и така натаму. Но, злоупотребата на правосудниот систем, кој што еклатантно го гледам, во последните 2, 3, 4, ако сакате и последните 10 години, да прифатим и таква тежина, нема проблем. Не носи ништо добро. Што ќе се случи?
шведскиот врховен суд ви носи одлука со која што ви удира шамар на цела политичка хајка која што се спроведуваше против 30-40 луѓе. Врховниот суд на Република Македонија едногласно, односно од 17-15 гласа за ви носи одлука со која што ви мава шамар на одлуките на СЈО. Врховниот суд на Грција ви носи исти одлуки. Не успевате да разберете што се случува и не успевате да разберете дека нема амбасадор и дипломат во Република Македонија, кој што не е екстремно одлично информиран за сите злоупотреби на правниот систем во Република Македонија. За жал, тоа што јавноста се уште не ги дознава состојбите, конекциите, релациите на високи функционери од власт со судството, е плод заради тоа што се уште на политичката сцена владее доза на сомнеш дека некој утро, некој функционер на СДСМ ќе му текне во напад на нервоза да се одмаздува на своји колеги од другите политички партии. Затоа, почитувани колеги, ние ќе ја поддржиме денешната задоцнета постапка во собранието, поради тоа што оваа одлука е веќе 8-9 дена на дневен ред во собрание. Разговаравме ние околу согласностите од партиите, кој кога е дал, што ја дал, мислам дека тие можеа да бидат и многу побрзо од тоа што се случи и целата постапка можеше да биде многу побрзо од тоа што се случи. Едноставно собраниево наличи на јавното обвинителство на Република Македонија. На јавното обвинителство, ако снимките и доказите му биле приложени на 2 мај, како што прочитавме по медиумите, кога била дадена првичната изјава, за да постапува му требаа неколку месеци. Собраниево слично. Му требаше цел еден месец за да ја спроведе оваа процедура. Во меѓувреме, тоа што се случија повторно злоупотреби на службената положба, заради што и господјата Јанева е во притвор, заради злоупотреби на службената положба, а таа продолжува да врши злоупотреба на службената положба, таа или некој друг во нејзино име, веројатно порано или подоцна ќе се дознае, тоа собранието како да не чувствува вина и одговорност. Ние немаме право од јавниот обвинител на Република Македонија во овој момент да побараме било каква одговорност за неговата задоцнета реакција во случајот Рекет, поради тоа што и ние така постапуваме. Односно на граѓаните им презентираме впечаток на оние добронамерните спрема власта дека институциите се бавни, спори и неефикасни, а оние на злонамерните спрема власта, сето ова е сценарио. Кој како сака, нека толкува. Но впечатокот ни во првиот, ни во вториот случај не е добар. Ни во првиот, ни во вториот случај не е добар. Затоа, почитувани колеги, треба престанат оние креативни идеи за решавање на состојбите во правосудниот систем. Па министерката викнала тело на правници, ќе оценувале дали можело, според кој устав на држава, министерката за правда има право да се произнесува за предмети од јавно обвинителство, кажете. Според кој? Ево има добри правници, колеги од СДС. Да не ве провоцирам еден по еден. Немам таква намера. Според кој правен систем не се почитува законот за јавно обвинителство член 60? Според кој правен систем документ без печат, без заверка се верификува како легален и се загрозуваат човековите права на 2000 луѓе? Понатака. Кој е тој буџет кој што на крај на целата ова глупост ќе ги исплаќа штетите за правното лудило и за правните забегувања и експерименти? Затоа, почитувани колеги, јас се надевам искрено, најдлабоко и најискрено, дека на некого некаде ќе му дојде впечаток дека на овој начин ништо не се постигнува. Само цената за државата се зголемува. Потешкотиите во државата се зголемуваат. Единствена работа која што ја имаме е треба да почитуваме уставот на државата и да не влегуваме во правни забегувања, правни експерименти и правно лудило. Заради тоа што ова денеска што го дискутираме за еден јавен обвинител,
Ако продолжиме вака, ќе го дискутираме пак за друг, пак за трет, пак за четврт, пак за пет. Зборам како собранието, како институција, а не ние како поединци. Ние сме на крај на краиштата и небитни. Ви благодарам. Затоа апелот е тој, многу повеќе разум и апелот е да се стави и да се почитува деловникот, тоа што е предложено, тоа да биде и гласано. Благодарам. Ви благодарам вам.